Жалосно на овие температури сега да се собираме повторно, ама изгледа така треба да биде со нас и до крај изгледа ќе се одвива сага, како да ја наречам, не знам. Значи целта на овој протест сега што е? Е отпремнината, односно не држење на договорот што беше постигнат со генералниот директор. Како што знаете дека требаше да се даде таа отпремнина на два пати. Еднаш 50.000 на 30 ноември и остатокот до 28 февруари. На 30 ноември овде излезе тој пред сите, вака како што бевме собрани, кажа не можам сега, ќе ви дам 25.000, 25 до вчера на 25 декември. Добро, ајде се согласивме ние пак. Ајде да бидеме транспарентни, да има и за сите по некој динар. И вчера појдовне неколку души пак кај него да видиме што ќе биде. Знаев, имамме некои информации дека пари нема. И ни вети дека не можам сега да исплатам 25.000, можам само 8 до 10.000 денари. Значи изгледа 8.000 денари, тој кој рече така. Добро, ние му рековме дали беше зборо зошто вака се. Како ќе му кажеме, не му кажавме, а луѓето јаве го. Стварно револто ке луѓево е голем. Ние сме се во случај и излажани, и навредени во крајен случај. А другите да не ги исплати 17.000 до 25 до крајот на јануар. Дали ќе биде така или како ќе биде, не знаеме. А исто да кажеме дека ние плата немаме земена од последната зедовне септември месец. И то по 12.000 денари, од тоа до ден денеска немаме пари земена. Се од технолошки нешто зедовне по 2-3.000 денари. А ида нова година и Божик со овие 8.000 денари. Со овие 8.000 како ќе поминиме божичниот и новогодишниот, не знам. Сметките не правиме муавет, нема за јадење. Тоа е револто. Сега понатаму јас сакам да упатам еден апел од овде до владата, бидејќи и таму го правевме ние овој договор. Тој таму зеде обврска дека ќе ги исплати баш во владата дека 50.000. Го прашавме добро зошто вака направи, што ти беше. Мислев дека ќе ми да пари, во тој смисол се вадеш. Само мисля, ништо не работи. Човекот не знам, треба владава да си бара одговорност од него. Мислам, не е во ред вака да не лажи, не сме деца ние. Сите сме постари од него, сите имаме овде по 35 години минимум стаж и се на ваков начин да заминиме, стварно не е фер, не е поштено. Не е поштено, гревото е, како да речем. Зато да упатам еден апел до владана, ако може, овие 2-3 дена, да направи некој напор, да обезбеди некои средства, тие по 25 барем да ни ги даде. Сигурно ќе ослушнат тие овако овој апел, а може. И имаше некои најави дека сакаја, ама зошто, како, испадна, заминавне и толку. Се рековне на ова да се задржиме на отпремнина, беше, а иначе и со придонесите, знаете дека 6,5 години немаме платено придонеси, за останати 5-16 плати не знаеме и ние. Не лажа за 2 месеци, 3 месеци, еве сега купец утре, други ден. Али ние паче продолжиме борбата после нова година, мислам борбата како условно со владана. Ќе штрекуваме по улици, по еве ни забранија и патот да блокираме и тоа. Јас 36 години овде работам, 7 години неплатен стаж, плати неисплатено, еве што ни ветија парите не ги дава, без пари како се живее. Ангјушев ветува, го гледаме по телевизија, ни пари ни дава, ни ништо. Вака не можеме понатака. Не да сме осиромашени, не понижени, не, ова не оди никаде. До кога мисла без пари да живееме вака, не знам.